Договор за откуп на цени на грозјето нема, демонтира Дане Јошев за телевизија Стар, инаку председател на Сдруженијето Теквешки лозари и овоштари. Со министерот Николовски се сретнале некои други. Тој ги поканил само две здруженија, тие што се економски. А ние не сме економски, нашето здружение Кавадарци, Неготнови и Валандово, и канил само две здруженија Аризанов, але Аризанов не присуствувал, и Васка од Тимјаник. Само нејното економски. И така да другите што биле таму, биле лично поканети од министерот Љупчо Николовски и од Трајан Димковски. Тоа се сите партиски војници. Дали ова значи дека протестите ќе продолжат, а вчерашната објава на министерот Николовски за нив е неприфатлива? Тие цени што ги формирале они таму, тие нашите здруженија, трите што протестираме, Кавадарци, Теквешки лозаровоштари, Неготино и Макваранц Валандово, не ги признаваме. И без наше присуство не може да формира цени, затоа што ние ќе протестираме до последното. Ние имаме барања, забрането да биде 20 денара, со шеќерност 18, и секој шеќерна единица се плаќа нагоре. За Смедеревката имаме барања, тие барања што јануар месец, со 16 шеќерност да биде 18 денари. Тиквешки лозари и овоштари е здружение кој ги застапува интересите на 6.500 лозари од Кавадаречкиот регион, а раководството за нивен легитимен представник. Преговорите и било какви други разговори водени од други лица за нив се крајно неприфатливи, дополни Јошев. За висината на откупните цени од Кавадаречко, Неготинско и реонот Градско засегнати се 15.000 лозари.